Мили мои, почитувани пријатели, гледајќи ги овие видеокадри, посакав две работи кои ги снимав. Првата е секако сведоштво, сеќавање за секој од поклониците, кога ќе им испреди сеќавањето да имаат можност да го обноват и сум убедена дека ќе бидат многу задоволни. Втората причина сте секако сите вие кои што по некоја случајност ќе го отворите видеото и ќе барате одговор на се она што го гледате. Најпрво, кратко ќе одговорам дека ова е источникот или светиот извор на Свети Серафим Саровски. Но кој е милиот баќушка Серафим? А тој секого со радост го прегрнувал со самите зборови кои што се сојствени за него и нема кој не го знае по таа реченица. Христос воскресе, радости моја. Милиот Серафим и додека бил жив и по смртта, со силата на својата молитва овозможувал многумина да оздрават и духовно и телесно. Неброени се чудата од неговата исцелителна молитва. Себе си се сметал помал од сите и постојано опишувал својата личност како најнедостојна. Целиот негов живот бил подвиг, пример, кој те остава во неверие за силата која имал во себе. А и самото име кое го добил на замонашување Серафим, што значи пламенен, во него горел силен пламен на вера, која го кревала до небото. Ги видел рајските живеалишта за време на литургија, ги гледал ангелите, дури еднаш го видел Господа Исусе Христа облиен во светлина. Многу страдал, боледувал, многу искушенија имал, но од секоја мака, Мајка Богородица била секогаш до него и го избавувала. Овој источник и таа направила да постои, одирајќи со жезлот, и до ден денес постои овој извор со сила на лековита вода. Температурата на водата е од 3 до 4 степени и кога се потопуваш имаш чувство дека губиш див од студенилото на водата, но прекрстувајќи се во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, после третото потопување, телото се препородува, чувствуваш дека однатре се раѓа топлина и радост кои се толку силни и целиот лик и поведение е видливо и за другите препородот кој е видлив, а не може да се објасни. Во овој извор многу луѓе низ векови наоѓале лек и затоа овој богородичен извор се вика Серафимов извор. Гледајќи ги моите сопатници, верувам дека втората причина за овие кадри е да ги доживеете чувството на препород, да и вие се потопите во срцето и во душата, во таа ладна вода, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и верувам дека и во вашето срце, баќушка Серафим, ќе се потруди да го вкусите тоа чувство на радост и благодат и тој пламен кој ќе го стопли вашето срце, ќе направи и вашата душа да доживее препород. Свети Серафиме Саровски, чудотворче, биди со нас, истопли го нашето срце и препороди ја нашата душа. Мили мои, се надевам дека и првата и втората причина ви станаа јасни, но бидејќи се работи за се поклоници, јас во интерес на првата моја цел
Имам уште многу неискористен простор во снимката, кој што сакам да се потрудам да во него метнам и раскажам малку за житието на овој голем светител. Роден е 19. јули 1754 година во градот Курц. Световното име му е Прохор. Расте во семејство кое ги негува христијанските вредности. Рано останува без татко, а неговата мајка Агатја го продолжила градењето на храмот на Свети Сергиј Радонешки и притоа давајќи им добар пример на постојна молитва, пост и милосрдие на своите два сина. Во детството на Прохор се случиле два чудесни настани кои кажуваат многу за неговата иднина. Првото е кога паднал од врвот на недовршениот храм и ни малку не се повредил. Вториот пат бил болен. Во сон му се јавува Пресвета Богородица и му рекла дека ќе дојде да го излечи. Неколку дена подоцна се прави литија со чудотворната икона на Коренскаја Мајка Божја и минувајќи низ нивниот двор, неговата мајка го одведува до иконата и целивајќи тој со време оздравува. Значи, самото детство на Прохор укажува дека е под Божја заштита. Кога тргнал по монашкиот пат, неговата мајка го благословува и тогаш му го дарува бакарниот крст, што тој го носел цел негов живот, а со него и се упокојува. Кога тргнува на монашкиот пат, најпрво поаѓа во Печерската лавра и бара совет од прозорливиот Доситеј, кој се подвизувал во Катаевската пустина. А неговиот совет бил да оди во Саров и тој го прави. 8 години бил искушеник во Саровската обител, при тоа бил изложен на тешка болест, од која бил 3 години неподвижен. Но во видение го посетува Пресвета Богородица заедно со апостолите Петар и Јован и допирајќи го со жезлот по болното тело, со зборовите "Овој е од нашиот род", и од местото каде што го допрал по телото, истекла целата вода, бидејќи тој боледувал од некоја водена болест. Пресвета Богородица и овој пат го исцелила. Тој оздравува и потоа е замонашен под името Серафим, а веќе објаснив што е значењето на името Серафим. Кога го добива чинот на јеромонах, му се исполнува желбата да оде во пустина. Во самотијата тој обработува градината, чува пчели и го гледале како храни мечки. За да го победи ѓаволот, постојано се молел и во текот на 1000 денови на камен, стоејќи и коленичејќи, со кратки паузи за храна и одлов. Кога бил нападнат во шумата од тројца селани, кои му барале пари, и од тешките повреди тој едва преживеа. Дури и останале последици на инвалидност во неговото тело до крајот на животот. Но сепак, кога се опоравил, христољубиво им простил и се заложил да не бидат казнати. По смртта на неговиот духовен отец се предал на молчание, молитвено молчење. Но по 2 години се враќа во манастирот и тука почнал да живее како затвореник, не излегувајќи од својата келија. Никој не го видел 5 години.
Но Пресвета Богородица повторно му се јавува и го благословува да почне да им дава совет на луѓето и да им помага со контакти со молитви. На крајот од неговото стариштво, илјадници луѓе доаѓале при него за совет и помош. Безбројни се примерите за неговата прозорливост, ги читал мислите на луѓето, гледал во иднината и во минатото, предскажувал глад, колера, политички немири во Русија, ја предскажал и својата смрт. Лечил со молитвата, со света вода и со елен. Има многу да се раскажува за чудата кои милиот Серафим ги правил со молитва за луѓето. Излекувал од тешки болести. Пример од човек кој оздравел и сведочил дека го видел старецот како лепде во воздух и се моли. Прекрасно е чувството на тоа сведоштво. Неподвижни проодувале. Со силата на молитвата светиот старец овозможувал бездетните да добијат деца. Пред крајот на животот веќе очигледно општел со ангелите, со Богородица и со небесните жители. Старец Серафим преку целиот живот се грижал за Девиевскиот манастир, кога го основала големата подвижничка Агатја Семјановна Меѓгунова. Таму се работело како што тој ке кажел, иако во тој манастир никогаш не отишол. И многу девојки благословил таму да бидат монахини. Старовскиот подвижник во старештво поминал 12 години. Небесната царица последен пат му се јавува на свето благовештение, а тоа се случува во последната година од неговиот живот. Јас се сеќавам како тоа да е вчера, кога го ја читав неговата книга, односно книгата посветена на неговиот живот, бидејќи има сведок кој присуствувал на тој чудесен настан, а тоа е Дивиевската сестра Евдокија Јефремова, и на која милиот баќушка и дозволил да биде сведок. Видението траело околу 4 часа, а биле присутни покрај Пресвета Богородица и Свети Јован Крстител, Свети Јован Богослов и 12 девици маченички. Сиот настан е толку чудесен да не постојат зборови за да се опише спојот и средбата на небесното и световното. За мене, како грешник, тој чудесен настан длабоко се врежа во мојата свест и секогаш, кога имам тешки искушенија, кога паѓам од тие искушенија, тој настан и тоа чудо и сладоста од небесното житие ме крива и ми помага да се вратам на вистинскиот пат. Старец Серафим, Саровскиот чудотворец, се упокоил на 2 јануари 1833 година и најдене починат коленчејки на молитва пред иконата на Мајка Божја умиленија. На земјата поживеал 73 години. Веднаш по неговата смрт, многу народ започнал да доаѓа на неговиот гроб, да го умножува неговиот портрет, да зема предмети што му припаѓале. По 70 години од блаженото упокоение на Саровскиот старец, отец Серафим бил прогласен за светител. Таа иста 1903 година се откриени неговите мошти
било присутно и царското семејство и неброено многу поклоници. Телото на отец Серафим не останало нетрулежно, останале само коски, но нетрулежноста не е доказ за светост, туку безбројните чуда што се случувале. Така определила Божјата промисла. Тогашната власт, 1926 година, ги скрила моштите на светителот и тие се пронајдени 1991 година и тогаш се пренесени во Дивиевскиот манастир и до ден денес тие се тука за сите нас, илјадници и илјадници низ години, векови, поклоници, посетители кои доаѓаат да му се поклонат и да се помолат да здрави за спасение. Свети Серафим останува пример за свет живот исполнет со љубов, смирение и постојана молитва, што го прави водич за сите кои сакаат да се доближат до Бога. Неговото духовно наследство е насочено кон радоста во Господа, нагласувал дека христијанинот треба постојано да ја држува радоста во срцето. Непознати се неговите зборови: радости моја, Христос воскресе. Со ова ги утешувал и храбрил луѓето во нивните искушенија. Учел дека крајната цел на животот е стекнување на Светиот Дух преку добродетелите. Молитвата и љубовта кон Бога и ближните е основа на духовниот живот. Поголем дел од својот живот го поминал во строг пост, молитва и осаменост. Често стоел на молитва со рацете подигнати кон небото, изговарајќи го Исусовото име со зборовите: Господи, помилуј ме грешниот. И сакам на крајот да кажам дека постои предание дека преподобен Серафим Саровски пред крајот на светот ќе воскресне заедно со праведниците и црквата ќе биде вознесен на небото. Слава ти Боже! Ма многу да се раскажува за овој голем руски светител, кој е многу омилен и во Македонија, меѓу православниот народ. Тој е мој патеводител уште од првите мои чекори во духовниот мој раст и до ден денес е и мој пријател во секојдневието. Неговите полуки се мои патеводители и помошници кои ќе најдам на разни искушенија. Од се срце ќе ви ја препорачам една од многото негови полуки. Ако за нешто се молиш на Бога и тој не ја слушува твојата молитва, не такува поради тоа. И не си попаметен од содржителот. Тој подобро од тебе знае што ти е корисно. Ова се случува или поради тоа што патиштата на твоето срце се во спротивност со оно што го бараш, или поради нешто друго што само него му е познато. Приндувај се себе си на постојана молитва, моли му се на Господа да ти подари простота, незлобливост и да ти ги отземе лукавството, себељубието и демонската злоба, зашто овие страсти го уништуваат сиот духовен плод. Сето твое внимание и сите твои науки нека бидат собрани во молитвата: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме мене грешниот. Со ваквиот начин на призивање на името Божјо ќе најдеш спокој, ќе достигнеш духовна и телесна чистота
а во тебе ќе се всели Светиот Дух, изворот на сите добра. Од се срце секому препорачувам да го најде и прочита и прими Келиното молитвено правило на преподобен Серафим Саровски, кој е правило на молитвено на моето семејство секогаш кога можеме да го практикуваме. Пробајте и ќе знаете. Со сигурност тврдам дека секој што дошол во Дивејскиот манастир не си отишол без да дојде да се потопи во источникот на Свети Серафим Саровски, бидејќи веќе раскажав која е благодата и препородот од потопувањето во оваа света вода. Голема благодарност до баќушка Серафим, до Пресвета Богородица, мајкичка наша, и најмногу и над се на милоста Божја да бидеме дел од оваа благодат и благослов. Но голема благодарност и до Отец Никола на неговото трпение, на неговото трудолюбие и на се она што се потруди да стори и направи за нас поклониците.